Hem size hem bize. Yarı sana, yarı bana. The nominees for Best Documentary Feature and Honeyland. Best International Feature Film Award, and the nominees are Honeyland, North Macedonia. Не очекувавме две номинации, искрено. Ете се случи чудо, сам за наша среќа. Патот по кој филмската екипа стигна до двете номинации за Оскар воопшто не бил меден. 3 години во различни временски услови, одново и одново и далеко непознато. До земјата за која слушна светот водат неколку диви патишта, но сами најверојатно тешко би ја нашли и ние, ако од селото во кој завршува асфалтираниот пат, Дорфулија, не ни се придружи човекот кој честопат им пружал помош и на филмаџиите. Има 18 километри. Надоле? Да, лево. Заглавуваш ли тимот често по патишта? Да, заглавуваш. Доста пати заглавуваше, бидејќи имаше и снег, секако и помагавме и ние и во целото така. Повика луѓе со поголем трактор колку и... Раим Муратов е внук од брат на ѕвездата Атидже и носи леп, единствената намирница за која тетка му пратила Абер дека и треба. Како успеа да ве добие Атидже, нели нема мрежа таму? Тетка кога треба да се јави негде, ќе испадне на повисоко место така по тие картите, каде што е нели ќе добие мрежа. Сигурно 5-600 метри па и до километар мора да испадне на повисоко место и за да се јави. Ова е медената земја на Атидже, недопрената природа на овчеполието. Филмот е сниман во селото Бекирлие и околината, каде единствени жители и ден денес се актерите од документарецот Атидже и многодетното семејство. Добар ден. Добар ден. Јас сум Славица. Браво. Како сте? Добро, вие како добро сте? Супер, честитки за филмот. Фала многу. Стигнавме. Идвај. Да, се да викате да ви. Еве тета. Озбилната нас се ми. Идам теме мисафир дел да. И зроно до тука стата. Видовте? Да. Ова ќе го спием овде. Како дозна дека сте номинирани за Оскар? Случајно така пуштавме радио и слушнав дека за Оскара се спремал на надпревар се Стефанов и Котева беше. Спомнале и викам ова за медена земја беше. Атидже и тогаш и сега си го живее секојдневието. Затоа како, кога и колку ќе ја следат камерите, друг го берел гајлето. Таа и режисерот Љубомир Стефанов биле најрано будни. Најрано со Љубо ја и Љубо станувавме. Они спијат, викам, ајде, викам, командире му викаше, ајде, викам, ќе пиеме кафето, сега постанем, ќе ги станувам, ќе одеше, ќе го викаше, викне, Атидже, вика, тебе ќе те слушат. Викам, ајде, викам, саатот сега треба да одиме поред, да се снима. Свежи се сеќавањата на згодите и незгодите при снимањето. Прво кај рекат кога сум влезал, тој мај месец беше со кошарините, со тие, ама една ладна вода беше, нагоре поминавме, натака, ја поминавме на фекопад на камерата у водата, се врнавме натака. Тавара вика на Љубо, абе гледај, вика, да не се испушти надоле да се реката, вика, они се не се ќе ми носи реката ми. Ја викам, нема шанса да ми носи мене реката, ја тука израсна, викам. Ја викам, од дете сум поминал. Ова реката и они. Значи, од ден на ден, зимо, лето, више навикнав толку. Тешко мора да идеш напред. Една работа ако остаеш наполо па не бива. Зиме мируваат и пчелите и Атидже, но сцени од документарецот ве пресретнуваат насекаде. Тука навира и носталгијата. Сега малце тешко ни е дека се научивме со снимањето и многу разлика има кога не се. Тога имаше зимо, лето, имаше возила, моабет си имаше. Тука имаше шатор ставена едната тамо, тука одјинат, тука си правивме. И првото кога почнавме филмот, првото не знаеше што ќе биде, почнавме со кошарите, после ја не знам, ми беше страм. Уше почнавме да напредуваме. И ќе одивме, после испаднавме од селото до што беше снимката од село, после по ридови отидовме. По пчелите, нели снимањето се.
Атиџе имала пречувство дека тоа што го снимаат ќе има светска слава. Викам, ќе видите како ќе добиеме, викам, за сега скоро, викам, ќе добие. Она тука, они седеле, на самиот телефонот беше тука ставена и она се јавиле од Америка еден главните за филмот, дека ќе се купи филмот. Они се работа во англиски зборат, ја не разбирам. Ја викам, нешто добро е, викам, ова ќе биде. Бевте исто на многу фестивали, посетивте многу земји. Да. Која земја вака ви остави впечаток најголем? Она сите убави беа, ама прво дека отидов у Швајцарија, тоа ми беше како испаднав, дека тој април, 3 април беше, кога испаднав таму, мислам дека сите тагите од мене ми испаднале, толку, значи ме олесни нешто кога испаднав таму. Се зеленило, паркови видам, се народот друго е. И Америка беше, па рекламите кај што бевме, тие зградите гледам, крај нема зградите тоа, парковите, и таму многу беше интересно. Во низиниот крај нема струја, а со вода се снабдува од селската чешма. Како ти поминува времето, се стемнува брзо? Брзо, ама знаеш дека овие 2 месеци, уште 15 дена, ако помине, мислам ќе ме олесне. Највише зимата, јас кога иде декември, јанувар, ептен тешко ми поминува. Не би биле во медена земја ако не го пробавме медот за кој зборуваат сите. Марифетот за справување со диви пчели, Атиџе го научила од родителите. Што ќе пиеш апчиња, јади една лажица мед, поубаво е. Многу вкусно. Супер. Браво. Добро да? Зошто е важно, Атиџе, половина од медот да се остава на пчелите, а другата половина само да се зема? Зошто ли? Ете, зима има, па и он сака да јаде. Тоа е најбитно. Значи да му оставиш па да има повеќе пчели. Он кога ќе има храна повеќе, утре кога ќе дојде пролет, повеќе ројаци ќе има. И он да опстане. Соседите научија дека така се одгледуваат пчели? Сега сите гледам така прават. Други години кој рано вадеше, кој покасно, сега оваа година септембар сите чекале. Како што правише јас, и они се задоволни. Атиџе има тројца браќа, но врската да се грижи за родителите си до нивната смрт била неизина. Живее од социјална помош и продажба на мед, а единствен начин да ги посети роднините, да појде на пазар или на лекар, е да пешачи со часови низ дивината. Како што е прикажано во документарецот, така и денес. Тешко оди муаветот со соседите. Ако зборот, ако не. Атиџе минатата недела наполни 56 години. По етничка припадност е турчинка, а во турска куќа по турско кафе следува гледање во филџан. И тука нешто имаш некој тежина, ама гуска некој ќе те олесне. Надалеко пак планираш нешто, ќе пазаруваш. Иако немала шанса да се образова, не било тешко да смисли и да запомни автобиографска песна без да ја стави на хартија. Родно село ќе оставам, туѓа земја мајко ќе заминам. И навистина, родната медена земја наскоро ќе ја остави. Филмската екипа обезбедила куќа и за неа и за нејзините соседи во селото Дорфулија. Атиџе чека до опремување за пролетта да се пресели, а дотогаш ќе биде во друштво на еден од нејзините браќа. Ајде, пријатно, поздрав. Соседите пак постојано се на релација Бекирлија, Дорфулија и обратно, заради школување на децата. Во соседната куќа затекнавме само едно од децата, Музафер, кој не беше многу расположен за муабет. Има ли мед? Има за пробање таму кофа. А како филмаџиите ја открија медената земја? Случајно беше целата таа ситуација. Ни кажа колегите кои што се членови од Македонското еколошко друштво, кои што заедно работат со СДС, бидејќи не го знаевме тоа како регион Бекирлија, никој не ни слушнал за тоа место, ни кажа дека таму постои една стара турска фамилија кои што на таков начин одржуваат пчелни семејства, и отидовме да запознаеме Атиџе. И тоа беше средба на прв поглед, онака буквално љубов на прв поглед. Приказната е доловена со околу 100 дена снимање, со 2 апарата. По 3 години на терен, уште една потрошиле на монтажа.
Надвор од земјава, во Бејрут, е правена самотонската постпродукција. Првична финансиска поддршка добила швајцарската агенција за развој и соработка, но парите стигнале откако документарецот веќе бил готов. Во Бекирлија се чувале залихи и на храна и на батерии. Сва среќа на целава приказна, можда и позитивно за нас, тоа што немавме струја и моравме некако да се прилагодуваме според тие услови, па снимавме со свеќа, со газина лампа, на амбиентално светло, бидејќи се прилагодуваш според тие услови и го направивме на тој начин што моравме. Мислам, лесно ни беше на некој начин, меѓутоа изборот е тој. Има сцени, например, хаосот со животните во дворот Со на кравите. соседите, кај Атиџе, смртта на незината мајка. Да. Тоа се реални Тоа се сцени? 100% реални сцени. Значи немавме тука буквално никакво влијание на нив. Една година пред нашата премиера стигнавме до Дурфулија и таму требаше да продолжиме со трактор до Бекирлија. И патот не беше толку проводен, па моравме дополнително 4 сати да пешачиме до Бекирлија. Да снимиме 10 минути самото плакување на Атиџе кон мајка и бидејќи беше непријатна ситуација, веќе неколку роднини веќе беа пристигнати таму и беше како само се чудно како ние овдека снимаме за самото починување на мајката и осетивме дека не е баш прав момент, меѓутоа и тоа е дел од документаристиката да мора да се фатат и вакви случаи за да се опише целиот циклус на живење во тоа село. Фејми вели дека 95% од сцените во филмот се реални. Само те 5% се сцени кај што е пропуштен делот кога не сме ги затекнале фамилиите кога доаѓаат во селото, значи семејството на Сем. Бидејќи во тој период не бевме присутни во селото, не во меѓуредови се додени и таму е една сцена кај што е рекреирана дека се вселуваат во селото. Меѓутоа останатите сцени се буквално реални. Буквално само следевме што има секојдневниот живот. Има исто процес кој што ни фалеше многу често, затоа и го одлагавме во снимањето. Процесот од тие роења, не знам кога доаѓа матицата и такви работи, значи се работи што веќе ги пропуштавме, па моравме да чекаме една година за да дојде наредната сезона, па да го фатиме тоа како процес. Мислам дека оваа сцена не знаевме дека тоа така изгледа. Буквално како на каубојски филм се случуваат толку брзи работи. Сцената кај што всушност. Да, сцената кај што се дави девојчето беше нешто што никој не го очекуваше, меѓутоа од снимателски аспект, значи буквално се дистанцирано од целата таа работа. Мислам ги гледаш како објекти, се е нехумано да кажеш дека немаш никакви емоции, значи тоа што им се случуваше. Меѓутоа ако се влијае на тоа, ќе изгубивме доста работи од документаристиката. Македонија првпат во историјата на Оскарите има номинации во 2 категории – за најдобар документарец и за најдобар странски филм. Медена земја доби светска слава и низа награди, од кои 3 на фестивалот за независни филмови Санденс. Ке се закитили и со Оскар. Јас ќе бидам среќен да добиеме Оскар, меѓутоа и тоа што го видов од нашите компетиции е доста сериозно, дури се радувам и за било кој тие да добие. Очекувам со Господ напред. И тоа ќе го добијам. Мислам дека ќе го добијам. Доделувањето на престижните Оскари е закажано за 9 февруари во Холивуд. Во меѓувреме, Медена земја секојдневно ја добива најскапоцената награда – аплаузот на публиката.